Друштвото на писатели на Македонија денеска го одбележува својот ден со низа активности, ќе додели награди, но нешто повеќе од разговорот во продолжение. Разговараме со председателот на Друштвото на писатели, господинот Христо Петрески. Добро утро. Добро утро и благодарам што сме денеска ваши гости. И дамата да ја представиме се разбира, професор доктор Кристина Николовска, председател на собранието на Друштвото на писатели. Ви благодарам што дојдовте. Денеска ви е денот, верувам дека ќе ви биде динамичен, дека имате низа активности, но сепак еве како ќе го одбележите денот денеска и може да дадеме еден вовед, господине, со тоа што кое е значењето на денешниот ден за Друштвото на писатели? Да, еве да ги информираме и гледачите. Денеска е 13 февруари, тоа е денот на Друштвото на писателите на Македонија. Што значи тоа? Тоа значи дека на 13 февруари во 1947 година 8 писатели го основаат Друштвото на писателите на Македонија, кое што за среќа успешно постои и работи во сите овие изминати 76 години. И ние овој наш ден, писателски ден, 13 февруари, го одбележуваме традиционално секоја година и тоа го одбележуваме со врачувањето на годишните награди. Сметаме дека е тоа најдобриот начин да ги наградиме авторите на најуспешните остварувања, значи на најдобрите книги, и тоа во неколку категории. Така и годинава ќе ги врачиме денеска во 11 часот, да нагласам, бидејќи нашата свеченост, односно нашето одбележување на денот на Друштвото на писателите на Македонија е отворено. Можат и сите граѓани да дојдат во Друштвото на писателите на Македонија, кој што се наоѓа во центарот на Скопје, на улица Максим Горки, број 18. Почнав да говорам за наградите. Значи, ќе ги доделиме наградите Димитар Митрев, награда за најдобра критика и есеј, добитник е Сонја Стојменска Елзесер. Понатаму ќе ја доделиме исто така и наградата Ацо Шопов за најдобра поетска книга, добитник е Зоран Пејковски. Ќе доделиме и наградата за проза, за најдобра прозна книга, добитник е Венко Андоновски. И уште една награда ќе доделиме за награда за деца и млади, добитник е Елима Казлиева. Покрај овој дел на врачување на наградите, имаме и прогласување на тројца истакнати автори, личности од странство, кои што ќе ги прогласиме за почесни членови на Друштвото на писателите на Македонија. И веднаш да кажам, тоа се Златко Крамарич од Хрватска, Ала Шешкен од Русија и Ана Багарјана од Украина. Тие се тука, тие се ваши гости, претпоставувам? Не се наши гости. Тие се веќе информирани, знаат дека ќе добијат награди. Прогласени, со радост ни одговорија дека се почестени и дека тоа им ќе им биде големо задоволство и при првата нивна прилика кога ќе бидат во нашата средина, ќе им ги врачиме и тие признанија. И имаме еден трет дел денеска што ќе го реализираме. Тоа е еден перформанс. Го правиме заедно Друштвото на писателите на Македонија заедно со писателот Венко Андоновски, за кој што кажав пред малку дека е автор. Еден од добитниците познат и признат автор. Тој е автор на романот Папокот на светлината и ние го заболивме на 15 ликовни платна да испише 15 мисли, пораки, реченици и нив ќе ги понудиме, значи како уметнички слики, ќе ги понудиме на фирми од Скопје и од Републиката на една хуманитарна аукција и средствата добиени од тие 15 уметнички слики со пораки од писателот Венко Андоновски, ќе ги уплатиме на сметката за настраданите во Турција и во Сирија. И вие ќе покажете солидарност. Апсолутно. Да, како Друштво на писатели на еден таков начин ќе се приклучите во хуманитарната акција. Денешниот ден, бидејќи е прогласен за ден на жалост, ќе биде само со говор. Јас ќе говорам за 76 година Друштвото на писателите на Македонија, ќе ги врачиме признанијата, перформансот ќе го држиме, ќе ги прогласиме почестните членови, едноставно во еден смирен,
прилежен, како што одмерен доликува тон, на денот. како што доликува на денот, ќе го одбележиме 13 февруари, овој ден на Друштвото на писателите на Македонија. Да. Со вас, професор доктор Кристина Николовска, ќе разговараме за тоа. Слушнавме дека 8 мина ќе бидат наградени, но ги слушнавме именитните имиња меѓу нив, но според кои критериуми? Како тие ги добиваат признанијата? Имаше ли жири кое што одлучуваше изминатиот период за истите? Друштвото на писателите на Македонија традиционално распишува конкурс во декември и тогаш имаат право на учество сите членови на Друштвото на писателите, вклучувајќи и најновите членови и повозрастните и од сите профилации. И тој конкурс потоа подлежи на студиозни проучувања, анализи на комисиите, кои што имаат известно време да се изјаснат за нив. Во потесен избор исто така се објавува кои се смета дека биле подобри и така. Според и од нив се бират најдобри. според стручни критериуми се гледа да бидат или именитни критичари, или луѓе од фелата, професори или писатели. Така една убава синергија, сериозни групи се тие комисии, така што се изјаснуваат и на крај доделуваме 4 награди, а овие се за почесни, тоа е во друга категорија. Потоа се објавуваат на конференција за печат и потоа почнува животот на книгата, бидејќи книгата е наградена, секако и авторот, но ние се трудиме тоа да биде еден убав круг, бидејќи понатаму правиме и настани со кои што, например, публиката се привлекува, се афирмира книгата и особено некои жанрови, например, литературата за деца како жанр кој што има некогаш кризи или падови или нема доволно продукција, ова ги мотивира, многу ги мотивира авторите, секако и другите жанрови, и проза, и поезија, и критика, и престижно е тоа на некој начин сон на секој писател да добие таа награда како круна е на сиот писателски влог и уживаат писателите, сонуваат за таа награда и ние се радуваме, споделуваме таа радост на денот на Друштвото на писателите, како што денеска имаме една прекрасна свеченост. Професор, ке споминавте дека на голема радост се потикнуваат авторите на детските книги, но колку младите автори се потикнати да учествуваат еве и во овакво доделување на награди? Слушнавме афирмирани големи имиња меѓу добитниците, но има ли млади автори кои што зема учество? Има, многу радува, еве, например, Комисијата за деца и млади имаше автори од најмладите автори па до највозрастните. Особено имаше подем токму на младите автори, сликовници, книги за деца, па се до имиња како доајените на македонската литература за деца, така што голем поттик е навистина оваа награда ги и воопшто наградите ги мотивира, ги потикнува, а потоа следи процес на актуализација, на оживување на процесот на книгата и како што велат тие се и председателот кажува подоците дека се и најетаблирани, најпродавани, најбарани изданија после тоа, така што таа книга има живот и тоа е многу убаво и тоа е еден круг, ја враќа читателската публика, ја активира и добро е актуализација, живот, енергии кои што се понатаму одат кон читателите. 76 години Друштво на писатели имате зошто да бидете горди и ја одржувате традицијата. Сакав да ве прашам, со оглед на тоа дека зборуваме за млади автори, зборуваме за потикнувањето, живее ли читателската дејност, публиката, барателите за книга, нови генерации, дигитално време, но колку всушност живее книгата? Па еве пред малку убаво што го поставивте ова прашање и беше кажано со наградувањето, со доделувањето на наградите, всушност ние книгите ги издвојуваме и ги ставаме во жижата, односно во фокусот. Да. И на тој начин го свртуваме вниманието на пошироката јавност. За жал, бројот на читателите, на печатените изданија драстично се намалува, затоа што замав од друга страна зема електронското издаваштво, односно читателите се повеќе читаат преку социјалните мрежи, дури и преку Facebook, Instagram, Twitter, вашиот медиум, телевизијата, радиото се подоминантни во однос на весниците и списанијата. Но тоа не значи дека нема читатели, затоа што постојано има и нови и млади читатели, но се уште книгите ги читаат оние поранешни, би рекол, стари, верни читатели, кои што навикнале
книгата да имаат во своите раце, кои што навикнале да не читаат преку екранот, преку мониторот. И мислам дека тоа чувство е незаменливо и дека е неспоредливо. Навистина, читањето е проблем, глобално, во целиот свет е проблем читањето. И имаме уште еден проблем, многу сериозен. Постојано, секојдневно се објавуваат многу нови книги, буквално денеска секој може да издаде книга. Да објави книга. А што значи тоа, дека немаме критичка не публика само, туку и критичари кои што многу добро ја знаат таа работа, може би не се толку активни. Не, видете, нема критички однос и критички став пред објавувањето на книгата, но нема и потоа. Ќе ви кажам зошто. Прво затоа што ако напишете критика, каде ќе објавите? Денеска во весниците, во списанијата е мал просторот, речи си го нема, ги нема тие рубрики за одбележување како што биле предходно. Како што биле. Второ, тоа не се плаќа. Значи нема хонорари. Сега вие ајде да бидете критичар. Ќе напишете критика само за да се замерите, значи буквално немате никаква сатисфакција. И третото што е многу страшно. Постои критика само афирмативна. На промоциите се говори како за нобеловци, дека се е добро, нема забелешки. Пријатели, блиски кои што сакаат да помогнат во промоција на книгата. Обично така. Така и. Еве, сигурно и Кристина. Сакав и професорката да ја потпрашам тука со оглед и на новите генерации, ова дигитално време во кој што постојат апликации кои што самите ги читаат книгите, децава и возрастните само ги слушаат. Што губат? Па губат најосновното, губат прво допирот со книгата. Тоа и во срцевината на едно од пораките на романот на Венко Андоновски, Папокот на светлината. Тој објаснува за дактилното, за допирот. Јас би рекла и за интимниот однос, љубовта со книгата. Вие може да се будите или заспивате со неа. Обично и децата убаво е да заспијат со книга. Прво време ние им читаме, потоа тие читаат или па на крај нам ни читаат тие, нели? Кога сме веќе во длабока старост, ама тоа е еден убав круг, така што таа топлина, таа една заемна синергија, љубов помеѓу читателот и книгата е незаменлива. И не само тој емотивен однос, туку и маргините, запишувањето на маргините, и тоа е една полемика. Порано книгата имаше и свој живот во библиотеките, еден ќе ја земе, друг ќе ја врати, и затоа пишува и Андоновски во таа книга. Но и самиот чин да ја купите книгата, да ја подарите некому во издавачките куќи, тоа беше голем момент и тој убаво е да живее, нели? Покрај сите придобивки на технологијата, добро е да има секако, има и ова предности. Во некои ситуации е добро и така да консумираме литературата. Предности во смисла дека се следи дигиталната ера, но култот на книгата некако се намалува. Има изданија и за слепи лица, тоа е извонредна почит. Добро, тоа е друга категорија. Тоа се други, друга категорија. Така, или па еве добро во некои ситуации, во некои е потребно, да. Ама тоа е само придружно. Но основната кон книгата, еве затоа викаме ние животот на книгата. Овие награди го актуализираат животот на книгата, таа потоа има свој живот. Ја пуштаме како дете и живее понатаму, го освојува светот, оти незаменливи се пораките, верувајте. Секоја книга е еден живот, како плюс животот вашиот. Јас имам еден живот, ама илјадници имаме со книгите. И луѓе што живеат кај издавачите или еве и професорот предавал Христо Петревски токму за електронско издаваштво и за традиционално издаваштво и тој имат искуство во тој домен, знаат придобивките точно кои се од едното и од другото. Вие исто така со вашата работа и ова што го продолжувате и живее буквално и вие како председател на Друштвото на писатели, сушност на било кој начин во ова дигитална ера, вие сепак испливувате. Апсолутно. Тука сте, присутни сте, живее книгата. Кога се нафаќаме на овие функции, да бидеме челници, да го водиме Друштвото на писателите на Македонија, секако дека имаме предвид кои биле наши предходници, кои биле наши темелници, основачи. Прво председател и Блаже Конески. И Славко Јанески, Јацо Шопов, и Анте Поповски, Гане Тодоровски. Тоа се големини од личности. И сега ние никако не смееме да дозволиме ни одлични, ни прекрасни традиции да згаснат. Во таа смисла и грижата за писателот, грижата за книгата. Вие пред малку одлично говоревте на таа тема. Се разбира дека има предности во електронското издаваштво. Јас тој предмет го предав на Педагошкиот факултет овде во Скопје. И на студентите често се трудев да им кажам дека има предности и електронското, не само традиционалното издаваштво.
Знаете која е најголемата предност? Најголемата предност е што во Австралија можете фајлот и да го пратите на мејл веднаш, а пратката треба со месец да патува. Но, многу повеќе има предности читањето на книгата, љубовта кон книгата. Книгата е подарок. Кога ќе подарите книга, вие подарувате знаење, подарувате искуство. За 100 денари вие подарувате есенција, подарувате вредност. Затоа, нашите граѓани, нашите читатели, вашите гледачи, нека прават библиотеки, нека купуваат книги и нека им оставаат на нивните деца, на нивните внуци. Да, убаво што го спомнав. Нешто што ќе остане како богатство. Со конкретен пример, нашите деца, децата на писателите, кога ќе дојде обработка на лектира, прашуваат: тато или мамо, ја имаме ли ова книга? Ние викаме, ја имаме, само е проблем да ја најдеме во рафтовите. Значи, не мора веднаш да одат во библиотека или во книжарница и да ги фаќа паника. Зошто? Затоа што книгите на вистина се еден солиден ветер во грбот, едно богатство, и колку повеќе имате книги, толку сте посреќни побогати. Значи, и јазикот, и писмото, и културата, писменост. Така ние, не случајно Конески велеше, јазикот е нашата татковина. Колку повеќе знаеме да зборуваме, правилно да говориме, значи толку повеќе си го сакаме својот мајчин и татковски, се разбира, јазик, толку повеќе си сакаме татковината, толку сме посигурни, толку сме апсолутно идентитетот. Да, а книгите се токму сведоштво дека сме постоеле, дека сме биле и дека ќе бидеме. Ви благодарам, многу убаво одјавивме на вистина, освен во еден мал дел што кажавте, кога подаруваме книга не е толку материјалното, колку чинат денеска, колку што духовното. Духовното. Да, ви благодарам. Посакам да го поминате денот, онака како што сте го предвиделе и се разбира се гледаме за убави работи. Благодариме.